Миро Костадиновски прави стендап у Колумбија. Дали знаеш кој му било животна желба од мал на Стефан Николовски? Даре дете го запира полиција. Брат, браво, оно. О, колку не го очекувам. Цицо! Ме вика ќе ти исполна вика 3 желби. Не се насмеа. Како не кажам сами? Видите срам да у очи да ме гледаш и да ме лажеш. Нема. Значи нерешено. Нерешено е, да. Здраво живо народе! Добре дојдовте во уште една виц битка. Денешен мој гостин или мој противник е човекот кој што само што влезе во студио веднаш ми рече: "Еј, дај ми бројот дечкиве што ти го правеа SS Home Decor, затоа што 20 години е на телевизија, а нема видено овакво студио." Вечера гостувам кај мој пријател и многу пати сакавме со Фокаба да го земеме за жачното лице, нели као ние да го блакаме, ама многу е дебел, треба шаторско крило. Еднаш на Миро Кацаров му пратив линк од Моцарт и ми се јави и ми рече: "Стефче, абе што ми праќаш вакви работи, знаеш дека не слушам класична музика." Друга работа може да кажам дека Имаше една многу интересна ситуација со него. Ми се јавија од Нептун и ми викаат: "Ни влезе леопард, ни влезе, помагај, леопард имаме во дуќанот." Тогаш сватив дека не треба да го праќам во Нептун Миро облечен во Animal Print. Миро Кацаров има влезено во Baking Bread да бара пастрамајлија, што и до некаде му е простено му е, затоа што дефинитивно човекот нема пробано вистинска пастрамајлија. Пред некое време Ананас ме побараа и ми викаат: "Сакаме да го спонзорираме новото шоу на Миро." Вика: "Кажи совет да ни даеш, ќе биде ли добро?" Викам: "Слободно спонзорирајте го, не може да направи полошо од претходното." И за крај се разбира, морам да им се извинам на Златен Даб што ставив толку несмешен гостин пред нивниот фрижидер. Ако Дами и господа, Миро Кацаров во виц битка. Нека победи посмешниот. Држи камери идат, ако сме спремни сите, ајде акција. Чекај, лаве. Ако барем еднаш си се насмеал на досегашните виц битки, стисни лайк, шер и сабскрајб. 3 секунди. Добре ми ајде, добре те најавживеле. Акција. Веле сме до кара. Па увеле сам и каде шо, уштиплио снимаме. Доста е, после ќе се карам. Знаеш како викаат? Далеко е пешки. Абе, не е за поговорки, за вицови. Знаеш како ми вика Тино? Доста бе за тие поговорки. Ја му викам, не ми дига на телефон, му викам: "Дечко, ако викам животот е круг као месечината, као земјата се врати." Ми се: "Доста бе тие поговорки, стварно мислам дека нешто ќе ми се случи." Нема везе. Како беше И штипе далеко ако одеш пешки. Да. Таа ли сакаш да? Да, сакаш. Анксиозно слушате ме мала. Со анксиозност. 4 вица за анксиозност ги ти кажам се. Слушај сега, значи едноставни правила. Сега почнувам прв. Дека ја ти кажам, ти не смееш да се смееш, добро? А што да мислам на гума трактор? Треба ме гледаш у очи. Едно правило е само имаш на очи или нема да те приметам дека ме гледаш. Добро, ама ти си фер човек бе. Треба сум сериозен. Миро Кацаров оди да купи патики. Добро. И тргне да ги облекува. И вика на таа. Леле, вика, малечки ми се. И мамо вика: "А господине, извадете магазикот." Малечки ми се. Ке се удари. Гътни си пивца, гътни си. Стефан Николовски иде во Англија, Лондон, со него носи некој девек. Ама Стефан Николовски да се направи фрајер пред девојката, ќе носи као вика: "Знаеш, сум бил многу пати у Лондон. Брате, те браво, оно. Да те однесам као у англиски паб." Вика: "Знаеш, тоа што асоцира, знаеш, тоа на Англија, English pub." Добро. Иде у English pub. Стефан Николовски седнуе, а му текна, или му текнуе, дека не зна англиски. И сега да не кажа, нели, на дамата дека она треба да нарача. Меѓувреме го гледа конобарот дека е многу метри подалеку од неа. И се вика, ако му кажа "Мало", као кај нас по кафана, може ќе рече телефон дека му треба. А да му кажа "Момче", нема да ме разбере, да му свирнам, исто нема да ме разбере. И се вика, ќе му кажа мај вака кој што знам јас. И не и кажа на девојката и вика: "Еј ти!" И вика, доаѓа келнерот, бап, и му носи 8 чаја.
Вау, колку не го очекувам. Даре дете го запира полиција, ама даре дете клемпијан. И полицајцот му вика, мора да дуваш, вика. Немој, молим те да дувам, ти ми избркаа до работа. Не, ке дуваш, вика, не ми интересира. Дувно е, даре, 1-5. Молим те, немој да праќаш, вика, ке ми зема од возачка матер, ке ми... Вика, Джандаро, вика, слушай са, вика. Ке ти ја простам, вика, ама ке ти кажем на гатан како погодиш, вика, ке те пуштам. Ајде, вика. Се возиш по автопат, црна темница, вика. И од таму иде едно светло, вика. Шо е тоа? И Даре го гледа, вика. Знам, мотор. Еве, вика, мотор, ама каков е? Honda, Kawasaki, Yamaha, ништо, вика, готово, оде. Немој, молим те, брат. Уште една, дај, ка погодам втората 100%. Добра, ајде уште една, вика. Црна темница, возиш по автопат, 2 светла идат на кај тебе. Шо е? Даре, вика, знам. Кола е. Абе, кола, ама каква? BMW ли е, Мерцес ли, Ауди ли е? И вика, ке те казнам готово. Не, сур, може ли? Ја вика да ти кажем на гатанка, ако ја погодиш, казни ме. И ајде, вика, кажи. Се шеташ, вика, позади мрата и вика, зад те испаја, вика, една излего, вика, уминиш, вика, от тигреста цела изкубана. Шо е, она? Вика, тоа е лесно, вика. Сестра дели е, мајка дели е. Влегува патак у кафич. И оно, изморен од работа, влегува, седнува на шанки и му вика на коноварот, дај едно пиво, дај еден златен даб. И вика, патак! И вика, добро, оке, не се чуди, вика, од работа идам, знаеш, местам кнав плочи, ово, оно, знаеш, уморен сум. И вика, чекај, брате, као патак! И вика, добро, не се чуди, патак, дај патак, постои патак работа, дај да пием едно пиво. И седнува на шанко, патак, оба златен даб, клок, го пие. И вика, оно баруште, вика, не ми се веро, патак пие пиво, човече, много јако, да, не се сликам, вика, сидам. И ој целиот, знаеш, патак му влегол у локал, патак пие пиво, доаѓа следен, гостин следен муштери, и он му вика, абе, човек, знаеш шо ми се, шо, абе, патак доаѓа да пие пиво. И вика, супер, вика, ја као сум директор на циркус. И вика, ке ти го препорачам утре, пие пиво, лудило, брате, патако. И ој вика, браво, супер, еве ти број, знаеш, патако, нека доаѓа у циркусо ми треба. Утре патако доаѓа. И изморен кнав ноќи, носе тука зидни картони, ова месте како ке те ова ше вако, само бело. И патако седнуе, и вика, дај еден златен даб. И леле, патак, кај си човек? Не, вика, човек уживе се, јас сум патак, ама не ме толку идеализира, дај да пиеме на пиво. И му вика ој, конобарот на патакот, вика, се запозна со, вика, директорот, вика, циркус му грава, се запозна вдова со директор, вика, шо бе тој циркус? Вика, кај шо има кловнови, или вика, да, кај шо има мечки шо играат, да, кај шо има, вика, лаови, да, бе, вика, тоа, да, бе. И вика, дај таму да те знаем од циркусот. И патакот му вика, а шо би правил ја таму со кнавов плочи? А, Чичо! Чичо! Ај. Си бил пијаница. И лови риба, така пијан, и улови една златна рибка. И златна рибка му вика, аман, заман, пушти ме, вика, ке ти исполна, вика, 3 желби. Ајде, вика, нема проблем. Првата желба која ти е, вика, рекава, вика, гледаш, цела река ракија, вика, ако можеш да тече одзгоре. Му ја прави цела река ракија. Втора желба, Ридов, го гледаш и Ридов? Го гледам. Цела рица, ако можеш, зелка да биде. Салата на сецкана. Му ја прави. Трета желба, вика. Мислим, 10 кило ракија, ако не. Не беше смешно, беше смешно. Дали знаеш која му била животна желба од Мална Стефан Николовски, актерот млад, перспективен, еден од најдобрите, овај каже стендап комичари у Македонија?
Не, Како мал, а? не. Да кажува Ч и Ш како Миро Кацаров. Сега го измислив. Па што бе? Па не ли сакаш ко мене да кажуваш Ч, Ш? Джудже, Штип. Дека вака. Седи човеков дома и се нервира 2 сатот, жена му уште не е прибрана дома и се нервира и ама не бе, вика, знам ја она кај бе, знам бе, она е кај месарот бе. Абе ја, ама сега ја не ќе кажам, она ќе дојде ќе прашам кај беше, она ќе рече со другарките бе. Ја ќе речеме па не беше со другарките, пошто ја се јавив на другарките и они ми кажаа дека не се со тебе. Па после она ќе рече бе, знаеш кај сестра ми бев, не беше кај сестра, ти пошто ја се слушнав кај со сестра, и сестра ти рече дека испадна да со други. И после ќе рече ама не бе, чекај со колешките бев, па ја ќе речеме па не беше со колешките, пошто ја се јавив и на колешките им пиша порака и они рекоа дека не се излезени дека се дома. Знам ја она сега ќе почне се вади она. И ова бам влегуе. Кај си морити? Кај месарот бев. Гледай се, јас што прашам, мора што ми одговара. Дали знаеш зошто джуджињата се смеат кога играат фудбал? Джудже. Може да биде маж и жена джудже. Со джудже. Требата ги чешка младињата. Се насмеа. Се насмеа. Не покажа заби. Не дај му вар. Заби немам покажано. Не. Ти ги съскаш. Ама ти што съскаш? Гледај сега. Еве гледај си, значи нема заби. Мене ме фаќа смеата. Нема заби. Сваѓаш? Значи нема заби сега, правилото е заби. Не ли те срам да уочи да ме гледаш и да ме лажеш, не, сериозно. Ама ме гледаш. А зашо ми дава, па пиво ми дава? Нема, режија вика нема. Шо, значи? Нема. Значи нерешено. Нерешено е, да. Тино Костадиновски прави стендап у Колумбија. И после стендап оди да спие у хотелот и вака... Не, на афтер ќе оде у приватниот живот, вако висок може да спие. Врска. Оди да си легне да спие и вака поминува по една соба и гледа под отворена врата и некој пее унатре. И он ја отвора вратата и гледа унатре еден црнец, пее и си да. Ама пее вака, о соле ми. И Тино го гледа му доста интересно и гледа, сега ја така ќе направам, влегуе у собата. И седне и прави, осо. Смока. Тинке. Ти ме браво.